теориите на меѓународни односи се продукт фактички на сопственото време. Основната дебата се уште се води помеѓу либерализмот и реализмот во меѓународните односи и треба да имаме во предвид токму врз основа на претходно кажаното дека теориите се продукт на сопственото време, што значи се обидуваат да најдат објаснување на прашањата кои што се значајни за државите во меѓународните односи во времето во кое што живеат авторите, па на таков начин и реализмот и либерализмот имаат своји претходници многу далеко во историјата. Меѓутоа, не се само реалистичката и либералистичката теорија единствените теории кои што ги објаснуваат меѓународните односи. Напротив, постојат голем број на други теории кои што се занимаваат со тие основни прашања на државите, како што се војната, мирот, соработката, сиромаштијата, развојот, конфликтот и во суштина тие теории, само на кратко, се пред се англиската теорија, која што во суштина на некој начин дава среден пат помеѓу реализмот и либерализмот. Понатаму конструктивизмот е исто доста значаен во меѓународните односи, кој што се базира пред се на идеите и на вредностите. Марксистичката теорија, која што се јавува како критичка теорија и она што е интересно е ова единствена теорија во меѓународните односи која што носи име на некој автор. И исто така меѓународната политичка економија е доста значајна затоа што се обидува да ја постави таа врска помеѓу економијата и политиката во меѓународните односи. Феминистичките теории, теориите кои што се обидуваат да ги објаснат надворешните политики на државите и така натаму. Меѓутоа, основната дебата се уште се води помеѓу реализмот и либерализмот.